Добре дојдовте во овој холистички, шаренолик, метанојски подкаст Квинтастични. Зборуваме за нешта на кои сме им ставиле собствена машничка, да си се мечнати со автентичните животи кои сами си ги креираме, по наша, женска мерка. Ова е слободна зона, па комотни сте да ни сконтактирате секогаш кога имате нешто значајно за споделување, нешто што ви ги распеува срцата и ви е навистина вредно. Добре дојдовте, Квинтастични. Се радувам што сте тука. Оваа епизода, дел од едицијата Почни од себе, има за цел да не лансира во раѓањето на нашата девиза – Квинтастични. Како? Како почна се? Како ја осмислив оваа толку потребна квинтастичност? Дали се роди преку ноќ квинтастични? Еве ви квинтастична приказна. Имам 26 години. Седам во мојата стара детска соба во која сум вратена како самохрана мајка на совршено бебе. Немам работа, не ми е довршен факултетот, живеам кај моите родители против мојата волја во немање на друг избор. Стресот за реалната ситуација е тука. Го чувствувам со секоја голтка испиена вода, во секое помрднување на телото, во се што правам. Сем кога сум залепена за син ми Маркијан. Сем кога се грижам за него. Во тоа време тој е бебе. Самостојно се грижам за него 24/7. Во сите мигови на растење бебе сама, додека сме впиени еден во друг, јас не сум дел од оваа спомната реалност. Јас сум млада, самостојна мајка која знае точно што чувствува. Енормна љубов, благодарност и ерутивна креативност. Никогаш не сум била слепо послушна, па нема ни сега. Секогаш сум се слушала себе си, па така е и овој пат. Силата на животот во мене и на ова божествено што го држев во прегратки беше поголема од било какви упатувања, покажувања со прст, етаблирања, стигми, норми, а ги имаше многу. Никакви вкалапености не корелираа со ова кое вибрираше низ мене. Во тоа време, гледам сега, ја срушив хиерархиската пирамида на Маслоу. Ова буквално значи немав ништо, а имав се. 2015 година. Зима е. Се наближува мојот роден ден. Го успевам Маркијан како по обичај, околу 7-7,5 часот навечер. Надворе веќе темница. Студот мислам дека ми е во коски. Го земам мобилниот телефон и креирам Viber група, каде ги контактирам сите жени кои стапиле во контакт со мене. Се договараме да направиме една Facebook група. Таму секој од нас ги става жените кои ги познава и за кои знае дека сами покреваат своји деца. Ова беше катапулт да покренам грасрут организација за овозможување на права на самохрани мајки. Ова исто така ме поттикна во меѓувреме да се вратам и да го завршам факултетот на кој ми фалеа дипломските студии, на кој ми фалеше всушност дипломската работа, а која не ја завршував заради тоа што бев во изразит конфликт со оној кој ми беше ментор на класата. Ова ме мотивираше да завршам, да дипломирам со 10 и да направам дела колку за неколку дипломски. Ме мотивираше и да конкурирам и освојам стипендија за магистарски студии, кои исто така ултра успешно ги завршив. Работам хонорарно истражувачка работа за која обезбедувам да сум платена како целомесечна плата. Слободна сум и своја. Го растам Маркијан миленијалски мајчински. И пред да дознам што значи миленијалски, органски, од позиција на почестеност, што сме си избрале баш јас да го чувам како и да е, а и е, најголемата скапоценост на светот. Циклични дремки, 12-часовен сон, БЛВ храна, непробување спакувана храна до прв роден ден, доење по поварувачка речиси 2 години, прв во градинка фрли перлани, прв проводи, прв прозборе. Во меѓувреме, се уште го имав ништото од погоре. Дали се однесував како да немам ништо? Апсолутно не. Се однесував како да е мој светот. Дипломирав со 10, магистрирав со 10, се качував на водно за неполн час. Работев за 4, создавав за 6 души. Сакав не за 2, туку за цело село. Па се останато се редеше едно по едно,
Во исто она изобилие со кое љубев, творев, освестував, присуствував, учев, плачев и се смеев. По овој пат, некогаш многу сурово, некогаш острастено, учев и учам да се сакам себе си недовосмислено, онака како го сакам животот, онака како ги сакам своите дечиња. Што направив за ова да е вака? Правев некои квинтастични работи. А можете и вие. Внимавајте. Најважното. Еве 3 практични NLP-ерски примери, достапни на секоја кој сака да ги истражува и низ нив да расте. Што направив? Број 1. Ги надраснав дадените околности. Се издигнав над приложената фактичка ситуација. Ме водеше неприфаќањето на одредени општествени појави. Се опирав да прифатам дадена вредност, закоравена и преочигледно дисфункционална како норма. Зошто? Затоа што мојата љубов кон животот, кон луѓето, кон децата, ми врескаше на секој пат кога ќе ми посочеа дека, например, нормално е да немаме како држава што да правиме со одредени алармантни ситуации. Знаев да се порамнам со сопствените вредностни системи, со сопствените програми, на чиј врв е човековиот живот. Го правев тоа за себе и за моето чедо, и тоа и го притискав како стандард за другите жени и дечиња. Секој пат кога се соочував со ангажирани кои требаа да излезат по пресрет на ранливите семејства, а не го правеа тоа заради XY причини, од кои најчестата секогаш така било, имало и ќе има и насилство и жртви. Ние немаме тука што да помогнеме. Ма немој. Го избришав контекстот. Број 2. Рефрейминг ги направив на дадената рамка. Градев од вибрација на ситуација во која сакав да стасам. И стасав и надстасав се што можев таму да замислам од онаа позиција во детската соба. Значи она познато, само насилство, кое несвесно си го правиме, копајќи по сопствените рани и оживувајќи го со секое прераскажување. Знаете на што мислам овде, нели? На онаа само хипноза која си ја правиме најчесто несвесно. А само ако ја освестиме. И само ако свесно се само хипнотизираме кон онаму каде сакаме да сме и да стасуваме, при тоа бидувајќи тука и сега. Епа не сакајќи да ги перпетуирам тие општо прифатени научености, прво несвесно, не принаоѓајќи се во улога на жртва никогаш, а потоа и одбрав многу свесно да визионирам кон иднината, да градам на место од минатото и така повторувајќи визионерски, перпетуирав, материализирав и во сегашноста она кое го имав пред очи за иднината, а и многу повеќе, црпејќи од миговите на благосостојба кои ги имав со своето дете. Број 3. Демонстрирав храброст плюс детабуизирав. Ја извртев ситуацијата во собствена полза и во полза на сите самостојни жени и деца. Кога можев да седам парализирана од шокот при општо прифатената ситуација, јас работев на носење онаму каде сметам дека треба да бидеме. Како индивидуи, но и за мене многу важно, како општество. Во ниту еден миг не превземав егоистични акции, туку од цврсто уверување, како што укажува и мојот потпис последниве 6-7 години. За секоја една да може. Кога ми се плачеше врз основа на согледаната неповолна состојба, плачев искрено и многу, но и работев за она, на истата да можам да и се радувам. Истовремено јавно зборував, без оглед колку и на кој начин бев етикетирана. Ја извртев општо прифатената дискриминаторска реторика за самохраната мајка како канцер на општеството, нели? Во сосема ново руво на храброст и резилиентност. Тоа што демонстрирав дека сум способна и сама да растам дете соодветно и да имам кариера од соништата и да уживам истовремено во други животни сфери и тоа под будното и критичко око на јавноста, покажа само дека тоа што другите не го разбудиле, осознале и абсолвирале во себе, јас сум го разбудила, осознала, го абсолвирам се уште под притисок на околностите, секогаш многу свесно бирајќи и пребирајќи. Сето ова сега го знам, вака мрежено и се со се поврзано. А по патот многу учев, планирав, организирав и изработував, но и медитирав, визуализирав.
Се одморав, се смеев, се забавував. Плачев, грешев, паѓав и секогаш станував. Славев, си давав оддишка, си подавав себе си рака, си давав време. Свесно креирав и учев и се уште учам и свесно, наменски да одмарам. Не само што верувам, туку и знам дека секоја една го може. А по овој пат, она кое не сте го знаеле, може би за мене е дека истовремено оснивав и водев успешно здружение со над 5000 членки 12 година. Една може тотално од детската соба. Кога довршував факс, немав да купам пелени за син ми. Кога решив да пресечам и да се иселам од кај моите сосин, отидов под кирија со точно онолку средства за наредните 3 месеци, колку да платам кирија и сметки. И се отворив за можности кои потоа дојдоа во изобилие. По ова, истата година, создадов тренинг програма за финансиска слобода. Она кое јас го научив, го пренесував на другите. Имам стекнато над 100 дипломи за завршена неформална едукација, школи, тренинзи, курсеви, обуки, стручни насочувања. За последниве 10 години, од кои најдраги ми се секогаш оние кои се последни. Се до следните последни. Напишав над 15 стручни анализи, публикации и истражувања за маргинализирани категории на жени со над 2000 страници академска литература. Ова го правев станувајќи во 3, во 4, во 5 наутро, за да ги остварувам страстно своите најлуди соништа. Свет во еднакви можности за сите нас. Организирав округла маса на која дојдоа министри, директори и директорки на интернационални тела кои се во државава за човекови права, за женски права и за детски права, градоначалнички, представнички на комисии за родова еднаквост од сите скопски општини. Дел од нив се уште мислеа дека жените сами си го бараат. И тоа го кажаа јавно на крајот на округлата маса, зашто имаме и снимени видеа кои се достапни само ако прогугла било кој. За време на ковид пандемијата, за време на глобалната изолација, јас извозев 4000 километри за да однесам до пред врата пакети за прва помош на ранливи жени од цела држава. Над 500 жени добија психотерапевтска поддршка, дел индивидуални, дел групни и долгорочни. Обезбедив правна поддршка и промош при аплицирање на соодветни државни мерки на над 1000 жени. Јадев супа и по 3 дена за ред во тој период. Сум имала над 200 вработени и хонорарци, над 20 вработени и хонорарци. Сум ангажирала над 20 волонтерки. Сум имала над 20 девојки кои поминале на нашата пракса. Сум вработила 6 ранливи, тешко вработливи жени. Краткорочно, најмногу со 4 години стаж. Со првата вработена бев во шелтер центар 1 месец. Сум едуцирала безброј девојки и жени за родова еднаквост и феминизам. Сум менторирала над 20 девојки и жени. Сум раководела 5 до 6 тимови со по неколкумина во исто време. Сум работела на 7-8 проекти истовремено. Дизајнирам тренинзи и обуки со нивно соодветно наменување кон дадена целна група и според фокус. Мотивационо сум говорела на сите поголеми настани во регионот и пошироко. Берлин, Цирих, Милано, Виена, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Албанија. Странство, сум патувала на овие конференции понекогаш и со 10 евра во џебот. Надвор од платени трошоци за целокупен престој. Сум била главна говорничка и на вести, и на протести, и на лидерски конференции. Сум пичувала за бизнес идеи на секаде низ светот, вклучително и на јазици кои не ги владеам соодветно. Секогаш пораката да се прати ми била поважна од било каков перфекционизам или од моето лично его. Го заговарав со години, а потоа и го организирав. Првиот и единствен протест на самохраноста во земјата и регионот. На истиот тој протест немаше медиум кој не беше. Кога сме кај медиумите, намасте на сите вас и бескрајно ви благодарам. Сум дала над 200 интервјуа за телевизиски, печатени и онлайн медиуми и речиси никогаш не сум одбила да дадам изјава. На истиот тој протест на самохраноста не бев веќе самохрана мајка. Предводев со мегафон и веев знаме, а туку што бев останата бремена со ќерка ми Софија, додека паралелно го доев син ми Ноа и дењи и ноќе. Од породилна сала во втората недела по породување, додека бев се уште во обилни крварења, се појавив како говорничка на конференција.
со крената глава и сеопшти болки. По оваа конференција ме убедува да остане објавена фотографија каде бев сликана на сред зборување, згрбавена и со отворена уста, аплаудирајќи дека не сум свесна, алудирајќи дека не сум свесна за сопствената убавина. Се разбира, по моје упорно инсистирање, сликата ја тргнаа, а јас ги избришав не само од социјални мрежи, туку воопшто, од пејсажот кој го имам за свет во кој искрено и од срце работам за да живееме. Секоја една од нас, достоинствено, по сопствена мерка, нели? Неколку години редоследно, од 2015 година, иницирам, организирам собирање и давање на новогодишни пакетчиња и таа бројка надрас на 5000 подарени пакетчиња за деца од ранливи семејства низ цела држава, па потајно кога се сомнемам во себе, во некои кревки мигови, си ги замислувам тие над 5000 дечиња, што би правеле без новогодишно пакетче, ако и при овие потези се сомневав во себе си. По ова, почнаа да следат и многу други организации на кои им честитам и ја продолжија работата на собирање и донирање новогодишни пакетчиња кои ние ја започнавме. Креатор сум на над 100 проекти, од фаза на дизајнирање, осмислување, создавање до проектно пишување, до обезбедување средства, аплицирање, до ангажман на соодветни лица, до инволвирање на целни групи, до имплементација и менаџирање, до лити евалуација. Обезбедив над 300.000 евра средства во последните 5 години работа во пари и уште повеќе од това во материјални добра кои само ги спроведувам и насочувам кон оние на кои им беа најнеопходни. А нив ги одбиравме според пријавни основи за дискриминација, неможности и предизвици. Најчесто секоја пријава беше обезбедена. Основав и осмислив прво социјално предпријатие во регионот. Една прави додека бев под Кириево гарсонјера. Основав мрежа на женски граѓански организации и обедени жени експертки од регионот Трудна со My Middleman, НОА. Основам консултантска компанија за холистичко зајакнување после 2 една по друга бременности како мајка која тандем дои. И ти ја представувам преку неа квинтастичноста. Што мислите по овој водопад на искреност? Како се чувствувате? Кога вие сте се појавувале за себе и за другите, додека светови се рушеле во различни сфери? Сигурно имате вакви моменти. Супер е да ги освестите со цел да ја утврдите собствената резилиентност. Заради се ова и многу повеќе, знам дека секоја една може да живее квинтастично и во остварување на своите најлуди соништа. Резилиентност, квинтастичност. Сега знаете што значи да се станува и да се бидува квинтастична. Знаете како настасна квинтастичната формула. Низ безбој појавувања за себе и свет каков сакам да го живееме и оставиме на сите наши деца, без разлика на околностите. Еве како дефинираме квинтастичност. Квинтастични, извонредни, фантастични, суперчовечни, бајкастични, феноменални, ренесансни, автентични, мултипотенцијални, гениални, кралски, глатки, ројалити, трансцендентални. Во следните епизоди од серијалот Почни од себе зборуваме за формулата на квинтастичност и нашите квинтастични продукт-услуги. Ако препознавате во вашата околина личност на која токму оваа епизода ќе дојде како ветар во грбот, шернете кон неа. Sharing is caring, не заборавајте. Следете не. Ако сакате и вие да ја усвојувате формулата за квинтастичност, тука сме си, со многу љубов за секоја една до квинтастичност. Намасте.